Големиот инцидент и прекинот на фудбалскиот надпревар Србија-Албанија во Белград се случува токму во период кога е актуелна реакционата недела против национализмот и расизмот во европскиот фудбал. Нелко Нелковски, координатор на ФАРЕ за Македонија и председател на Македонскиот центар за култура и развој, е во студиото на МРТ. Добре дојдовте. Со вас повеќе ќе разговара колегата од спортската редакција Драган Николовски. Македонија ни одмалку не е близко на овие случувања, но сепак факт е дека не е имуна на ова што се случи вчера во Србија. Од каде толку насилство на спортските терени меѓу навивачите? Па насилството на спортските терени е проблем кој го тишти за жал современиот спорт, бидејќи има определена катарзична димензија. Спортот место каде што се генерираат и позитивни чувства, меѓутоа исто така луѓето се собрани, го следат надпреварот, има многу анимозитет и доколку тоа се измеша со политика, со разни други состојки кои се својствени на општествата, тогаш навистина инцидентите ескалираат, за жал. Господин Илковски, прашањето ми е дали станува збор само за меѓусебна омраза во случајов меѓу два народа или независно меѓу поединци и различни структури, или става сама по себе не е доволна за да создаде проблем и да иницира насилство? Вкупната анализа на насилството на спортските терени кажува дека има различни сегменти на насилство. Значи, на еден начин е анимозитетот помеѓу два клуба, да речеме, во еден град. Потоа, два клуба од различни градови, клубови од различни земји и национални репрезентации. Како по оваа хиерархија се менуваат сегментите, така се мултиплицира енергијата. И она што се случи како инцидент во Белград е, според мене, многу слоеви има. Има еден слој кој е спортски, но исто така има слој кој е историски, слој кој е дел од она што се случуваше на Балканот во 15-те години, и сето тоа се случи во еден момент, во една точка се спои за да ескалира така како што ескалираше. Спортот генерално е славење на животот и доколку една капка крв падне, доколку се случи било каков инцидент, тогаш паѓа вкупниот спорт како философија. По таа смисла сметам дека многу внимание треба да се обрни на превенцијата генерално во општеството за вакви настани да не се искористат да бидат инструментализирани од други сили кои се не спортски. Токму тоа ми беше прашањето од културолошкиот аспект. Зошто спортот е толку податлив за ширење најразлични влијанија врз широките народни маси? Јас се занимавам со два феномени во мојот живот. Првиот е театар, вториот е фудбал. И во мојата докторска дисертација го разгледувам проблемот на катарзичната димензија на фудбалот и на театарот. И вкупната анализа покажува дека денеска современиот фудбал го зазема она место што во античко време го заземал античкиот театар, а потоа и колосеумот и гладиаторските борби. Значи, таа потреба на луѓето се артикулира и тоа е една од причините. Исто така, денеска живееме во еден современ свет каде што протокот на информација е извонредно брз. Денеска десктопот станува место каде што не вовлекува во катарзата. Комплетна една има машина маркетиншка, економска, па исто така сметам дека и експлицитна политичка, па дури економска, која го инструментализира спортот, особено фудбалот, така што зборот дека фудбалот е повеќе од игра можеме да го видиме како на светското првенство. Во буквален смисла. Може да се случи магија и како вчера повторно може да се случи еден огромен инцидент кој сметам дека многу паметно успеа српската јавност да го абсорбира, бидејќи тоа можеше навистина да резултира во многу поголеми и подраматични димензии. Сметам дека потребно е да се задржи присебноста. Ние сме тука, живееме на Балканот и утре ќе бидеме повторно соседи. И во таа смисла човековиот живот и насоченоста кон заедничка Европа, кај што целиме сите заедно, треба да биде првенствено наша заедничка цел на сите граѓани на овој простор на Балканот. Има еден момент, исто така во истражувањето го пронајдовме, а тоа е балканизација. Зборот балканизација веќе има своја научна примена, го користат во науката, каде што опишува феномен на нешто што било цело, па потоа се разделило на делчиња, а делчињата помеѓу себе страшно се конфликтуваат и се одбиваат.
Па зборуваме за балканизација на Европа, за балканизација на некои други земји. И во таа смисла сметам дека конечно од тој феномен балканизација треба да тргнеме кон обединување на овој заеднички полуостров на кој сите живееме. А во спортот балканизацијата како феномен има повеќекратна смисла, ви рекол, повеќекратно значење, кога се тоа ќе се собере на купче и може да биде искра која што може да распланти не само страсти, туку и многу повеќе. Тоа е така затоа што сите конфликти во историјата настануваат кога ќе дојдат во конфликт историјата со географијата. И ние имаме сериозен проблем кај нас, географијата е една, историјата е друга, цело време се препокриваат историјата и географијата. А во исто време спортот денеска е единствено место каде што реално се среќаваат луѓето помеѓу себе, бидејќи сепак политичарите се во една сфера, сепак салонска, тие немаат некои експлицитни презентации на нивните потреби, емоции и така натаму. Економските текови си течат, додека спортот е реалното место каде што социолозите може да прочитаат што се случува всушност на теренот кај нас. Сметам дека многу инструментализираност има во целокупните случувања на Балканот. Не е ова изолиран инцидент. Се уби еден навивач во Белград пред 5 години. Во Мостар имавме огромни немири. Значи, консеквентно, ако гледаме и кај нас исто така имавме, очигледно е дека спортот е се повеќе не спортски окупиран од други некакви реални општествени и политички текови. Кој најчесто ги злоупотребува спортистите и навивачите на и околу спортските терени? Дали се тоа политичарите или постојат и други групации во општеството кои што преку нив наоѓаат начин да ги искористат, да ги пласираат своите интереси, да ги остварат? Да, ние сме национален координатор на ФАРЕ, Football Against Racism in Europe, таа е мрежа европска и многу сериозно се занимаваме со навивачите. Значи, многу ги респектираме и ги сакаме и ја застапуваме нивната страна. Значи, навивачите секогаш го сакаат својот клуб, како викаат, да остават срце на терен и максимално да го бодрат клубот, и тие се многу важна алка во вкупниот систем, но исто така тие да функционираат секогаш им се потребни некакви финансии. За жал, особено на Балканот, експлицитна мета се навивачките групи на политичките партии и на политиката, и сето тоа кога ќе се помеша, па сигурен сум дека тука сигурно има и некакви, ајде да кажам, вонзаконски елементи понекогаш, сето тоа на куп кога ќе се стави со, исто така да го потенцираме, не многу високото ниво на квалитетот на спортот, и најнаш кога не те окупира она што се случува на теренот, тоа што е околу и вон теренот ти ја собира енергијата. Затоа сметам дека треба, ние барем како општество Македонија, да се движиме во правецот на она што е општа наша заложба кон навистина славење на животот. Ние сме античка територија. Овдека имало култура по вертикала 8000 години. Така да сметам дека имаме сериозни квалитети да ги изостриме оние позитивни работи во спортот, и слава Богу досега не сме имале некој преголем ексцес. Имало ексцесија, ма секаде има во Европа. Во таа смисла вкупната наша заложба, еден проект правиме здрав спорт за здраво општество. Многу е важно да биде спортот здрав, за да општеството биде исто така здраво. Па и обратно. Имате ли непосредна комуникација, ете, ги начнавме најчесто со навивачките групи, како тие, например, објаснуваат дека во текот на тие 90 или 120 минути додека траат надпреварите пред или по нив, буквално се трансформираат во необични човечки суштества кои ја празнат цела енергија, што ја имаат акумулирано долго време и потоа оттаму се раѓаат несакани нешта. Точно е, стадионот служи и е место каде што како чинија е заокружен и луѓето ги имаат единствено другите луѓе, тие што играат и небото. Тоа е сам по себе како машинка еден простор каде што треба да се исфрлат негативната енергија комплетно. Тоа е катарза. Вкупната, колосеумот или античкиот театар, вкупната енергија наталожена од дневниот, значи дневното живење е позитивно да се исфрли, понекогаш нели мета се играчите, понекогаш е судијата, но сето тоа доколку е во некои нормални рамки е позитивно. Проблемот е што, за жал, понекогаш и социјалната ситуација на луѓето, економската ситуација и така натаму, директно и експлицитно влијае луѓето тука, освен ова стандардна спортска категорија на однесување, да се измешаат чувствата и да посегнат во таа димензија, да ги искажат можеби своите подлабоки бранувања. Така да сметам дека кога ова би се анализирало, можеби е студија за една длабока анализа зошто токму на спортските надпревари ни се случува ова, но исто така понекогаш па знаат навивачите да се соберат заедно.
значи заедно да се соберат, ќе им забранат федерациите, па тие заедно ќе демонстрираат единство. Сметам дека на се уште на елементарно ниво како држава ни е комуникацијата со навивачките групи и во рамките на нашата организација, на тој спорт за здраво општество во соработка со Македонскиот олимписки комитет, со Министерството за внатрешни работи, Агенцијата за спорт и млади, ние покренавме иницијатива за создавање национално тело на навивачките групи. И во таа анализа излезе дека, кога разговаравме со неколку навивачки групи, викаа, вие сте први што било кога не прашале дали имаме потреби, како се чувствуваме. Никој вика нас не представува сериозно, еден од водачите, никој вика сериозно, без да не инструментализира, не представува пред судските органи. По дефолт. И е најлесно на нив да се залепи етикетата, ете навивачите се лоши, ама како викаат, една држава се цени според тоа колку и се добри затворите. И на кој начин се однесуваат кон најобичните луѓе. Во оваа смисла, најлесно е да се обвинат навивачите, но сметам дека обратно е, тие што ги обвинуваат треба прстот да си го завртат, може би првин кон себе си, а и сите да го завртиме кон себе си, бидејќи тие што се навивачи, во исто време се наши браќа, сестри, деца, така да тоа сме ние, реален репрезент. И сметам дека нешто што е сериозно важно е спортскиот натпревар на Запад, значи обично, да речеме Барселона и така натаму, Шалке, да речеме Шалке има 170 фан клубови. По 150 километри патуваат за да го гледаат клубот и има една огромна фан зона. Може внатре во стадионот да се пуши, може внатре во стадионот да се пие пиво, тоа е стандардно и никој не го забранува, сите масовно пијат и нема никакви проблеми, има еден издувен вентил. Кај нас, според законот, дури не смени да се пуши на стадион. Така да, треба некако да се следат трендовите и сметам дека треба да се искористат ваквите настани, како што е да речеме беше оваа утакмица помеѓу Албанија и Србија, може би заедно политичарите да демонстрираат заедништво, да го искористат тој момент, заедно да се појават, да одиграат некоја можеби ревијална утакмица, да демонстрираат точно тој момент, да го демонстрираат за заедништво и за успех и за градење на една заедничка иднина. Од Белград појдовме, некако се локализираме кај нас, меѓу другото и заради тоа што специфичен е моментов. Предстојат два надпревара меѓу најдобрите фудбалски клубови во Македонија, Вардар и Шкендија, во периодот само 4 дена. В недела меч во Тетово во рамките на првенството, а потоа в среда реваншот од осмина финалето на купот во Скопје. Никој нема алузија дека сега нешто веднаш ќе се прелее кај нас, напротив, ниту помислуваме, ниту посакуваме. Меѓутоа, овој период што се совпаѓа со ФАРЕ акционата недела за борба против расизам, национализам и дискриминација на спортските терени. Знам, соработувате со Фудбалската федерација, ќе бидете вклучени во рамките на акцијата, што активности ќе бидат преземени во наредниот период? Македонскиот центар за култура и развој има договор подпишано со Фудбалската федерација на Македонија и веќе 15 години заедно ги организираме овие денови, недела против расизмот и национализмот во фудбалот. И во рамките на таа недела, на сите првенствени фудбалски утакмици, фудбалерите заедно излегуваат, изнесуваат транспаренти на кои пишува национализмот и расизмот надвор од фудбалот. Денеска одржавме пресконференција со генералниот секретар на Фудбалската федерација Филип Поповски и со другите организации кои се членки на ФАРЕ, Организација на жени од Свети Николе, потоа Организацијата Младински форум од Битола, каде што ги презентиравме нашите активности. Европа и УЕФА препознаваат европско фудбалско семејство, кое го сочинуваат оние кои непосредно го прават фудбалот, тоа значи фудбалските асоциации, играчите, потоа публиката, и организациите како нас културолошки кои го третираат спортот и сите заедно го сочинуваат фудбалот како феномен. Во оваа смисла ние постојано апелираме низ различни активности преку заеднички настани и сигурни сме дека барем малку придонесуваме на редовна база, не причинско-последично, бидејќи ние причинско-последично општество сме. Ако има проблем, тогаш реагираме, а не редовно. Ние секој октомври ја отвараме оваа тема, разговараме и сметам дека лека полека се гради таа култура, бидејќи како што гледаме не само во навивачите, вкупната култура за како се вика, за примање на фудбалот, за обсервирање на фудбалот, потребно е да се изгради и во институциите, и кај тие што ја креираат политиката, но во исто време и кај обичните луѓе, кај оние што одат на стадиони, и тоа мора да биде симултана акција во исто време. Во таа насока е оваа акција, се случува инаку во
40 европски земји, 400 организации кои прават мали ивенти од различен тип, во училишта, во градинки, театарски представи се прават, и од ден на ден ова движење зема еден замав кој според сите мерења е позитивно и влијае позитивно на вкупниот амбиент во фудбалот. Колку пораките стигнуваат до оние на кои што им се наменети, какви се искуствата, анализите, колку ваквите кампањи допираат до најпроблематичните сегменти во и околу спортот и кој е нивниот ефект? Се сведува ли се само на кампања, на празни флоскули за по 10-15 дена, месец или два да одново да се повторат сличните девијантни појави? Ова е феномен општествен каде што нема трајна вредност, еднаш да се исклеса како една скулптура и тоа да трае вечно. Значи, постојано се менува, флуктуира општеството, особено што денес живееме во многу брзо електронско општество, така да во таа смисла сметам дека не може да се каже дека еднозначно акциите ќе вродат со плод, но исто така, еве оваа дебата конечно. Вкупното размислување на луѓето полека се менува, најтешко е да се менува кодот на размислување на луѓето, натаму е насочена оваа акција. И тоа не може експлицитно, не може тоа со скалпел да се реши. Сега и веднаш. Тоа е многу долг процес каде што кој вклучува превенција, добра намера и славење на животот. Значи овие три сегменти доколку во полн капацитет се реализираат, тогаш апсолутно полека, но сигурно ние ќе си направиме наш амбиент да биде Македонија едно пристојно место за живење, како што викаше професорот Маријановиќ. Ако дадеме мал придонес во целокупната оваа кампања со тоа што ќе покажеме, рекол, црвени картони на девијантните појави во и околу спортот, конкретно во фудбалот, ќе ми биде драго што и овој разговор кој завршуваме на еден ваков начин и даваме барем мал придонес во борбата против лошите моменти на спорт. Сите играчи во цела Европа, тоа е основното мото, ќе покажат вака еден црвен картон на насилството и на расизмот и на национализмот во фудбалот. Господин Елковски, ви благодарам за разговор. Благодарам многу.